Над 200 млади лица од Кочани се опфатени со анкетата што во изминатиот период ја реализираше Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла иднина во рамки на проектот Младите успеваат заедно. По завршувањето на активноста и сумирањето на резултатите, во салата на Советот на општината беа презентирани добиените податоци. При тоа беше речено оти анкетата е спроведена меѓу млади на возраст од 15 до 29 години со различен степен на образование и различна етничка припадност. Анализата на добиените одговори во анкетата покажува недоволна информираност на младите. Тоа посебно се однесува на нивните права, а ќе влијае и врз понатамошната постапка во изготвување на текстот на стратегијата за млади во општина Кочани. Може да се каже дека има голема неинформираност на младите, нели, за нивните кои може ангажмани да ги имаат од страна, кои им се можностите што може да ги имаат од страна на општината, кои се условите за нивно вклучување во процесот на младинскиот активизам. Значи треба повеќе нивен ангажман претходно и исто така и нивна заинтересираност за да може да се вклучат во процесот на донесување на одлуки, на младински одлуки. Во рамки на проектот веќе се одржаат 2 работилници со фокус групи, како и еколошка акција за расчистување на околината на споменикот на слободата во Кочани. Понатаму преостанува уште една обука, што е планирана за во август, како и работилници за интеркултурен диалог. Како краен резултат од проектот на Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла иднина, треба да произлезе предлог текст со кој ќе се изработи стратегија за младите, што треба да биде готов до крајот на јануари идната година. Потоа, текстот ќе се најде на усвојување и пред Советот на општината.